Потенцијалниот органодарител да биде тој кој ќе одлучува за евентуалното дарување на органите, а не таа одлука да мора да ја носи семејството во најтешките моменти, бараат од Сдруженијето Храбро срце. На овој начин, сметаат тие, ќе се избегне психолошкиот притисок и кај најблиските на потенцијалниот донор, но и кај медицинскиот тим задолжен за контакт со семејството. Има држави во кои преку нотар ние можеме да се одредиме да фамилијата за нас не одлучува, него одлучуваме самите ние, додека сме живи. И во некои од такви држави има органодарителски картички. Во некои држави тоа е унесено и као официјален податок во возачките дозволи. Значи, начин како тоа технички ќе се направи, треба да го кажат државните институции. За да се обезбеди ваква можност, потребни се измени во Законот за трансплантација и многу работа и преговори со надлежни институции. Некои од луѓето во државните институции сметаат дека нашата борба ова за да органодарител биде секој со своја доброволна изјава пред нотар, дека не е потребно. А ние сметаме дека е потребно. Не видиме на кого тоа би му сметало. Мислиме дека тоа само може да биде за добро на сите. Во меѓувреме, интенцијата на Храбро срце, но и на државата е да влеземе во евротрансплант зоната, која ќе овозможи поголеми шанси за добивање или дарување на органи и надвор од границите на Македонија. Се добива, да речеме, у одреден период потенцијален донор и се гледа тие органи на кого одговараат. Можеби некојаш ќе одговараат на број 7 во списокот. Некојаш во нашата држава нема таков кој може да приме таков орган и евротрансплант зоната ги носи органите во земјите каде е потребно, каде има приоритети и каде тој орган одговара на пациентот. Во Македонија досега се направени 4 трансплантации на срце и 5 на бубрези од починат донор, а имаше и трансплантации на црн дроб и коскена срцевина. На листата на чекање за итра трансплантација има уште околу 20 на лица на кои им е неопходна трансплантација на срце и над 100 кои имаат потреба од бубрези.